Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме њујоршки багел. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба едно пакување чаден лосос, 200 грама крем сирење, 2 кафени лажички квасец, 1,5 супена лажица шеќер, 300 мл топла вода, 500 грама брашно и 1,5 кафена лажичка сол. За подготовка на овој рецепт користиме делимано тава со рачки и сет тави за пица. За да се активира квасецот, ќе го измешаме со топла вода и шеќер. Оставете го да отстои 5 минути додека да почне да прави пена. Потоа ставете ги брашното и солта во голем сад. Измешајте ги и направете дупка во средината во која ќе ја сипете смесата со квасецот. Измешајте ги сите состојки во садот со лажица, превртете го тестото од садот на работната површина и продолжете да го месите тестото со раце најмалку 5 минути. Покрите го тестото во сад, намачкан со брашно или масло и оставете го да стасува 1 час на топло место. Размесете го тестото и свиткајте го во долга рамномерна ролна. Исечете го на 8 парчиња. Од овој рецепт исто така можете да направите и 6 големи багела. Со раце направете топчиња од парчињата тесто и оставете ги да отстојат уште 10 до 15 минути покриени со крпа. Со прст направете дупка на средината од топчињата. Полесно ќе ви оди ако на прстот ставите брашно. Зоврите малку вода со 1 супена лажица шеќер и во неа поширајте го секој багел 1 минута, вртејќи го од другата страна по 30 секунди. Багелите треба да останат на површината на водата. Кога ќе завршите со поширањето, печете ги сите багели заедно во рерна загреана на температура од 200 степени 20 минути. Оставете ги да се изладат и пресечете ги на половина пред сервирањето. Ние ги сервираме со крем сирење, чаден лосос и свежа миродија и малку кисели краставички. Процесот на поширање го прави тестото на багелите потврдо и неверојатно е колку тие заситуваат. Обидете се со било која комбинација на филови и подпечете ги неколку дена подоцна ако сакате да ги освежите. Овде во мои рецепти веќе размислуваме за сладки варијанти на багел со цимет и суво грозје. И не заборавајте, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!